Централен дневник на К1 телевизија. Добра вечер. Околу 30 на мигранти од земјите од Блискиот Исток беа откриени на железничката станица во Велес. Меѓу нив имало млади момчиња и неколку деца. Сите се префрлени во прифатниот центар Скопје. Во продолжение на станите на денот. До крајот на месецот се очекува старт на пробното производство во фабриката Маркарт. Жртвите на транзицијата ќе го остварат правото на пензија со откупување на стажот. По акцијата Гора намалена е дивата сеча на огревни дрва. До крајот на месецот се очекува старт на пробното производство во фабриката Маркарт. Ова беше заклучено по денешната посета на индустриската зона Караслари на градоначалникот Чадиев и генералниот директор во Македонија Волфганг Ајхер. Градежните работи во фабриката навлегува во завршната фаза. При крајот на овој месец треба да започне пробното производство во фабриката Маркарт. Ова го изјави градоначалникот Чедиев, кој заедно со генералниот директор на Маркарт во Македонија, Волфганг Ајхер, денеска е посетија локацијата каде се гради фабриката. Според увидот на посетата на индустриската зона Караслари, градежните работи навлегуваат во завршната фаза. Си искористив ситуацијата да се сретнам и со директорот моментален кој што е кој што работи во Маркарт и со неговиот раководен тим и да направиме еден увид во начинот на кој се вршат тековните работи во фабриката, односно припремата, и со задоволство може да кажам дека таму е и асфалтирањето веќе во една фаза, напредна фаза, за да можеме ние одма по тоа да и самиот пристап до првите два објекти го направиме, односно да го асфалтираме за оние што најнеопходно ќе почнат моментов да работат. Изградбата на фабриката Маркарт во близина на Велес чини 35 милиони евра. Ке се произведуваат делови за автомобили, а се очекува 600 граѓани овде да го најдат работното место. Општина Лозово со помош на владата на Република Македонија во текот на изминатиот период реализираше низа проекти кои се од суштинско значење за општината. Во оваа година ќе бидат инвестирани 1 милион и 150 илјади евра, пари кои изнесуваат 6 буџети на оваа општина. Освен тековните активности, најавена е изградба на училишна спортска сала, отворање на полициска канцеларија и дисперзирана канцеларија за издавање документи, изградба на бензинска пумпа, изработка на генерален урбанистички план и привлекување на инвеститори како и следниве проекти. Изградба на канализација во Милино и колектор од Лозово до Милино во вредност од 270.000 евра. Ова е швајцарска донација преку проект за управување со речен слив на река Брегалница и 17% од учество од општината. Асфалтирање, тоест рехабилитација на дел од патот Лозово-Милино во должина 650 метра преку Светска банка во вредност од 59.000 евра. Најбитен проект е сега водоснабдувањето на општина Лозово од хидросистем Злетовица. Значи изградба на пречистителна станица за вода за пиење, за која е потребно околу 400.000 евра. Овие пари се обезбедени од Република Словенија грант во вредност од 292.000 евра и од ЕУ ИПА грант 105.000 евра. Исто така ќе треба да се направи цевковод во должина од 12 км, за кој се потребни 230.000 евра. Овие пари се обезведени од ЕИБА 217.000 евра и останатите пари од општината. Од ЕУ ИПА грант останува 155.000 евра, овие ќе ги користиме за асфалтирање на улици во населените места. Илјадници граѓани кои со години работеле, а фирмите не им ги плаќале придонесите, ќе можат да го остварат правото на пензија. Со новата мерка која се очекува да биде усвоена во мај, со минимална сума, лицата сами ќе си го откупат стажот за да добијат пензиска и социјална сигурност. Граѓаните задоволни од новите измени со кои ќе им се вреднуваат годините на работа и труд.
Околу 200.000 лица кои работеле со години, а фирмите кои сега повеќе не постојат не им плаќале придонеси, ќе добијат можност да го остварат правото на пензија. Ова стои во новиот предлог закон, кој според министерот за труд и социјална политика Диме Спасов се очекува владата да го усвои во месец мај. Овие лица работеле најчесто во периодот на транзицијата, исполниле услов за старосна пензија, но немаат 15 години работен стаж. Новите измени наидоа на позитивна реакција на граѓаните кои се засегнати со овој проблем. Нешто најдобро што може да биде. Значи тоа е, имаме ние доста такви работници овдека во Велес и тоа е, мислам дека супер одлука што е да не се владува. Тој што работи, што не е плаќал му предузетето, пензиско и инвалидско, сега оно кој има пари мора да си доплати и да си зема пензија као што го следува. Ако нема, па ќе се земе процедура, помалка ќе се зема, ама редно е да му се да пенсија. Во новата владена мерка вклучени се и граѓаните, кои земаат пониска сума на пари поради помал стаж и оние на кои им фалат неколку месеци или години стаж за пензионирање. Граѓаните кои се жртви на транзицијата ќе можат да си го откупат сопствениот стаж и да остварат право на пензија. Повластената стапка ќе биде низок износ кој граѓаните ќе треба да го платат, за да добијат пензиска и социјална сигурност. Регулаторната комисија за енергетика одлучи за новите цени на горивата. Од денес на полноќ нафтените деривати поскапуваат. Повеќе за ова Мартина Митков. Малопродажните цени на Евро Супер БС 95, Евро Супер БС 98, Евро Дизел и екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1,5 денар за литар, во однос на цените утврдени со одлуката од 6 април годинава, и со тоа цената на Евро Супер БС 95 изнесува 69 денари за литар, на Евро Супер БС 98 изнесува 71 денар за литар, на Евро Дизел изнесува 54,5 денари за литар и малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 43,5 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 1,7 денари за килограм во однос на цената утврдена согласно одлуката од 6 април и со тоа цената на мазутот изнесува 27,9 денари за килограм. Тече процесот на легализација на диво изградените објекти во општините Кавадарци, Велес и Неготино. Крајниот рок за легализација е 31 декември оваа година, а градоначалниците на овие општини од Вардарскиот регион се задоволни од досега сработеното. Над 50% од досега поднесените барања за легализација се завршени во сите 3 градови од регионот. Тече рокот во кој граѓаните треба да ги достават геодетските елаборати за легализирање на диво изградените објекти. Процесот на легализација на дивоградбите во општините Велес, Кавадарци и Неготино започна пред неколку години. Велес е општина со најмногу легализирани објекти во регионот. 90% од досега легализираните објекти се семејни куќи, а останатите се деловни простории. За овој момент имаме негде околу 3000 легализиране, значи за 2 години успеавме да легализираме околу 2300 дивоградби во општина Велес. Јас се надевам дека во наредниот период ќе успееме да легализираме барем уште 3000 во наредниве 2 години дивоградби. Во Кавадарци само 8 предмети се повлечени. Постапката е прекината за 2766 предмети, што значи постапката за нивно решавање е при крај или е потребен дополнителен документ, додека 3225 барања се во постапка. Процесот за легализација кај бизнис секторот е веќе завршен или е при крај. Во вкупната бројка за легализација се влезени и викенд населбите околу Тиквешкото езеро. Па досега бројката од 7000 е околу 1500. Процесот не е многу брз, меѓутоа и бројката не е мала, така што мислам дека повеќе од 50%, можеби 60% се во процедура. Интензивно тече процесот на легализација и во општина Неготино. Половина од поднесените барања за легализација на дивоградби се решени, рече градоначалникот Апостолов. Има пријавено околу 2000 барања за легализација на дивоградбите и досега со почетокот заклучно со денес има вкупно легализирано околу 1100 дивоградби, што е 1% од над 50%, значи 55%.
До 31 декември оваа година треба да бидат легализирани сите вакви објекти. Градоначалниците на општините од Вардарскиот регион апелираат да не се чека крајниот рок. На корисниците на социјална помош бесплатно ќе им биде изработен елаборат за легализација на нивните дивоизградени објекти. На ниво на целата држава досега има изготвено околу 3000 елаборати за легализирање на дивоизградените објекти за лицата корисници на социјална помош. Бесправното сечење на дрва е намалено како резултат на акцијата Гора и новите закони и измени на закони за отворање на складови за огревни дрва. Побарувачката на огревни дрва во шумското стопанство Бабуна е зголемена. Кривична пријава и одземање на возилото следи за лицата кои вршат бесправно сечење на дрва. Акцијата Гора и новите закони и измени на закони за отворање на складови за огревни дрва резултираа со намалување на бесправното сечење на дрва. Граѓаните на Велес прекинаа да се снабдуваат со нелегално пресечени дрва. По спроведувањето на акцијата која ја спроведе МВР во координација со Македонски шуми, побарувачката на огревни дрва од шумското стопанство Бабуна е значително зголемена. Веќе забележано и на терен од страна на нашата шумарска служба и од страна на шумска полиција заедно со МВР акциите дека веќе е намалено таа бесправна сеча. Има секако уште негде поединци, но веќе за разлика од лани рапидно се гледа дека е намалена таа бесправна сеча. Лицата кои бесправно сечат дрва се соочуваат со кривична пријава, како и одземање на возилото со кое истите се пренесуваат. За да вршат сеча од своите приватни кории или шуми, граѓаните сепак мора да бидат евидентирани и да добијат дозвола од шумското стопанство Бабуна. В секој случај, приватните шуми повторно за секој, дали од меѓа, дали од приватна шума, точно кај нас се подаваат барање, потребно да се донесе извод на собственост, се испаја од наша страна на терен, се маркира, се евидентира и му се дава на сите оние што се собственици на приватни кори или на приватни меѓи да си набават, тоест да си наберат дрва од собствените пријатели што ги имаат. Од шумското стопанство Бабуна информираат дека имаат подготвено и собствен расад на дрва кој наскоро треба да биде посаден. МВР преку специјален софтвер лови педофили. Македонските компании ќе го освојуваат кинескиот пазар. Македонија, нова туристичка дестинација за французите. Во продолжение информациите од Македонија. Технологијата која истовремено овозможила апсење на повеќе од 3000 педофили и трговци со материјали со сексуално експлоатирани деца, истата е достапна на полициите од 46 држави, меѓу кои и на Македонското Министерство за внатрешни работи. Инспекторите од македонската полиција имаат пристап на оваа технологија интегрирана во базата на податоци на Интерпол за интернационална сексуална злоупотреба на деца, која е достапна 24 часа, 7 дена во неделата, преку безбедниот глобален полициски и комуникацијски систем на Интерпол. Наскоро Интерпол ќе добие пософистициран софтвер дониран од компјутерскиот гигант Microsoft, наречен фото-ДНК технологија, која од секое видео ќе може да извлече уникатен дигитален потпис како своевиден отпечаток на прст или ДНК трага кај луѓето. Фото-ДНК технологијата ги пресметува различните карактеристики на дигиталната слика, создавајќи уникатен потпис, па со нејзина примена ќе може да се препознаваат ликови на фотографии или на видеа кои намерно се изменети. Овие потписи ќе се интегрираат во базата на податоци на Интерпол за интернационалната сексуална злоупотреба на деца, кои потоа можат да бидат превземени од полициите на земјите членки за да ги споредат со сопствените податоци. Стопанската комора на Македонија најавува зајакнување на бизнис соработката со Кина преку деловниот совет во кој членуваат и стопанските комори на Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Латвија, Литванија, Црна Гора, Романија, Србија, Словачка и Словенија. Целта на деловниот совет е да ја поттикне економската соработка меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа, особено во делот на заеднички инвестиции, трговска размена и технолошка соработка, како и во делот на трговијата меѓу сите учесници. Во него, освен стопанските комори, членки се и бизнис асоцијации и агенции за инвестиции и развој на предпријатија.
Деловниот совет ќе го одржи првиот состанок во Катовице, Полска, за време на 7-миот Европски економски конгрес, а на него ќе учествува и подпредседателката на Стопанската комора Јелисавета Георгиева. Членовите на Советот ќе ги утврдат основните принципи и насоки на делување во наредниот период. Според Турист Маг, весникот на професионалните туристички работници, по засилената медиумска кампања во Франција за туристичка понуда на Македонија, во текот на минатата година биле забележани 14% повеќе француски туристи во споредба со 2013 година. Лани нашата земја ја посетиле 5327 француски туристи и истовремено бројот на ноќевањата се зголемил за 28%. Позитивниот тренд на зголемувањето на бројот на француските туристи се очекува да продолжи и годинава, па не случајно нискобуџетната компанија Визер го зголемува бројот на летови од аеродромот Бове кон Скопје од 30 јуни, а исто така и воведување на нови летови од аеродромот Мулус-Бал кон Охрид. Викенд изданието на весникот Фигаро за великденските празнувања објави репортажа со повик до своите бројни читатели да ја посетат Македонија, која се нуди како вистинско туристичко откритие за 2015 година, под наслов 5 причини да се посети Македонија. Во срцето на Балканот, Македонија е се уште туристичка дестинација, поштедена од масовниот туризам, пишува Фигаро Војаж, која наведува 5 причини за да се дојде во нашата земја. Една од нив е значајното културно наследство и се уште дивата природа. Според француските специјалисти за туризам, Македонија е привлечна и идеална дестинација за продолжени викенди и кратки еднонеделни престои, поради нејзината близина до Франција и интересната културна и природна понуда. А од вестите од светот, Ципрас со повик до членките на Европската Унија за решавање на проблемот со мигранти. Сериозни пропусти на Светската здравствена организација при ширењето на ебола вирусот. Огромна експлозија во Сана, престолнината на Јемен. Грчкиот премиер Алексис Ципрас ги повика владите на членките на Европската Унија итно да направат план со цел справување со бранот бегалци и мигранти кои пристигнуваат во Европа, особено по последната катастрофа во Медитеранот. Последната хуманитарна трагедија помина со стотици мртви во морето крај Лампедуза. Никој од нас не може да биде пасивен кога стотици души се изгубени во Медитеранот, во обид да избегаат од војна и сиромаштија. Европа не може да ја цени вредноста на човечкиот живот, освен ако не превземе мерки за да се спречи оваа трагедија која трае. Да го запре Медитеранот да биде море гробишта, а јужните европски земји магацини за човечките души, се вели во пишаната изјава на Ципрас. Тој истакна дека испрати литно барање до владите на членките на Европската Унија, итно да направат план за справување со хуманитарната криза со која се соочуваат. Светската здравствена организација ветува реформи за поефикасно дејствување во иднина со справувањето со ебола вирусот. Тие направиле сериозни пропусти при напорите за справување со кризата со овој вирус. Раководството на СЗО во декларација од 16 април наведува дека донело забелешка од критиките дека организацијата бавно и надоволно реагирала во кризата со ебола. Тие признаваат дека не работеле ефикасно и во координација со други партнери, како и тоа дека имало грешки во комуникацијата. За СЗО има 8 области кои во активностите на организацијата може да се подобрат, како и 8 поуки од кризата со ебола. Според критичарите, важен фактор за ширење на епидемијата при која се разболеа 25.000 и 10.000 лица умреа е колебливоста на СЗО да прогласи вонредна состојба. Извршниот одбор на Светската здравствена организација усвои резолуција во јануари за реформи во своите активности, а меѓу нив подобрување на комуникацијата, транспарентност, обезбедување резервен персонал, креирање сили за брза реакција, резервен финансиски ресурс и слично. Воздушен напад врз магазин во кој биле чувани проектили скат во престолнината на Јемен Сана предизвикал огромна експлозија во близина на цивилни објекти, со што била предизвикана значителна материјална штета. Уништениот објект се наоѓал на планината Фач Атан над регионот Хада, во близина на председателската палата и голем број на амбасади.
Од експлозијата биле искршени голем број прозорци, а се уште нема информации за можни жртви. Од орнатините на објектот се кревал густ чад. Вардар изгуби во реванш над преварот од Киелце. Па на полскиот првак во Final Four фазата се приклучија Барселона, Кил и Веспрем. По обезбедениот настап на Европското првенство, нашите јуниорки ја совладаа селекцијата на Црна Гора за прво место на табелата од квалификациите. Вести од домашниот спорт. Вардарци не успееа по реванш над преварот од Лигата на шампионите во Полска да се пласираат во F4 фазата, која годинава ќе се одвива во Келн. Црвено-црните повторно изгубија со 2 гола разлика од полскиот првак Киелце со 33 наспроти 31, така што по мечот во Скопје разликата од 2 гола во финишот од надпреварот беше крајно недостижна, иако нашите ракометари играа постојано гол за гол. Во четвртфиналниот надпревар во кој Вардар покажа храбра и цврста игра, среќата им го сврте грбот во последните моменти, па во таборот владее големо разочарување по рамноправно одиграниот меч во наелитното европско надпреварување. По влезот на Киелце и Барселона, која прва избори пласман во полуфиналето, во синоќешните надпревари влез обезбеди унгарскиот Веспрем по победата над Пари Сен-Жермен со 34 наспроти 28. Четвртиот патник во Final Four фазата е германскиот Кил, кој на домашен терен го демолира Пик Сегет со 32 наспроти 23. Женската ракометна репрезентација на Македонија до 19 години по официјалниот пласман на Европското првенство ја забележа и третата победа во квалификациите, кој викендов се одржаа во Скопје. Со тесната победа во надпревар над јуниорките од Црнагора со 18 наспроти 17, нашите младински ракометарки продолжија да импресионираат, завземајќи го првото место на табелата во првата квалификацијска група со максимални 6 постигнати поени. Најефикасна во нашиот состав беше Сара Ристовска со 6 постигнати погодоци. Црнагора е втора со 4 поени и обезбеди пласман на првенството. Холандија е трета со 2, додека Исланд е последен без поени. Европското првенство во Шпанија ќе се одржи во Валенсија од 23 јули до 2 август. Женската А репрезентација ќе се бори за пласман на Европското првенство во 2017 година, кој ќе се одржи во Холандија. Во излекувањето во последниот шешир во групата 1 за квалификацијски противници ги доби репрезентациите на Исланд, Шкотска, Белорусија и Словенија. Во останатите групи беа извлечени и другите репрезентации, па наскоро ќе бидат определени и термините на кои ќе настапи нашата женска репрезентација. Во јадранската АБА лига Црвена звезда го совлада Партизан за влез во финалето, додека ЦДВ на домашен терен изравни во полуфиналната серија против Будуќност. Перо Антич и неговиот клуб Атланта победија во првиот плейоф меч во НБА лигата. За овие и останатите вести од меѓународниот спорт, Ангел Самараков. На гостувањето кај Киелце, каде вардарци си заминаа со пораз, десниот бек на црвено-црните Алекс Душебаев влезе во идеалниот тим на реванш четвртфиналните пресметки од Лигата на шампионите. На надпреварот против полскиот првак, Душебаев постигна 9 погодоци, со што беше најефикасен на надпреварот. Во изборот на најдобрите на останатите позиции од идеалниот тим си двете крила на Барселона, Гудјон Сигурдсон на левата и Виктор Томас на десната страна. За најдобар левбек е прогласен Микел Хансен од Пари Сен-Жермен со постигнати феноменални 15 гола од 17 обиди. На позицијата централен бек се истакна Филип Јиха од тимот на Кил, додека Ренато Сулиќ од Веспрем беше најдобар на пивот позицијата. Чуварот на мрежата на Барселона Гонзалес Перес де Варгас е избран за најдобар голман на колото. По вчерашните надпревари во АБА лигата, Црвена звезда е првиот финалист
откако црвено-белите повторпат во 2 дена славеа на гостински терен против Партизан со 73 наспроти 81, триумфирајќи во полуфиналната серија со 3-1. Во надпреварот Партизан почна фуриозно, но како што минуваше времето, гостите предводени од тренерот Радоњиќ се вратија во игра, па со помош на клучните Вилијамс и Маријановиќ се на чекор од освојување на регионалното првенство. Многу поинтересно беше на четвртиот меч во Хрватска помеѓу Цедевита и Будуќност, на кој гостите славеа тесно со 88 наспроти 85, па израмнија во серијата со 2-2 во победи. Со овој меч Цедевита се избори за мајсторка и можност за влез во финалето од Јадранската лига. Македонскиот интернационалец Перо Антич одигра квалитетна партија на стартот од плейоф серијата на Атланта против Бруклин Нетс, победувајќи со 1-0 и славејќи со 99 наспроти 92. Антич одигра 19 минути на теренот, придонесувајќи со 8 поени, 3 скока и 1 асистенција. Следниот меч против Бруклин Атланта го игра веќе во среда. Бостон Селтикс немаа решение за триото на Кливленд, Ирвинг, Джеймс и Лав, па доживееја пораз од 113 наспроти 100. Од останатите надпревари Мемфис со победа ја отпочна серијата против Портланд со 100 наспроти 86. Сан Антонио изгуби против Лос Анџелес Клиперс со резултат 107 наспроти 92 во првиот надпревар од меѓусебната пресметка на Западот. Екипата на Хјустон беше подобра со 118 наспроти 108 на тимот од Далас, а во последниот дуел од серијата Чикаго Булс го совлада Милвоки со 103 наспроти 91. Деветкратниот светски шампион Валентино Роси го освои пиедесталот на третата сезонска трка од MotoGP шампионатот за големата награда на Аргентина, каде ја освои 110-та победа во кариерата. Докторот до победата стигна по супер интересната борба со актуелниот шампион Марк Маркес, кој во самиот финиш излета од патеката. Шпанецот стартуваше од пол позицијата и делуваше сигурен, па италијанецот, иако тргна како осмопласиран, ги мина ривалите пред себе, а потоа тргна во успешен лов кон Маркес. Зад Роси трката ја заврши неговиот сонародник Андреа Довициозо од тимот на Дукати, додека третопласиран беше Кау Крачлоу од Хонда. По 3 трки во првенството води Роси со 66 бода, 6 повеќе од Довициозо, додека трете е Андреа Јаноне со 40 бодови. Наредната трка во кралската класа ќе се вози на 3 мај во Херес, Шпанија. Времето денеска беше сончево со мала до умерена локална облачност и слаб умерен северозападен ветер, особено по должината на поврдарието. По продолжение погледнете временската прогноза за општините од Вајдарскиот регион. Ова беше се што информативната редакција на К1 ви подготви за денеска. Останете со нашата програма. Имајте пријатна вечер.